Зголемен број на амбулантски прегледи, но и хоспитализирани деца евидентира одделот за детски болести во изминатите 2 месеца споредбено со претходниот период. Дневно биле прегледувани и до 100 деца, информира раководителката доктор Маргица Арсовска. Трендот на големиот број амбулантски прегледи продолжува и периодов, а бројот на болничките лекувања е намален. Анализите покажале дека во најголем број случаи станува збор за инфлуенца А. После нова година, инфлуенца А, инфлуенца Б, имаме заболени, дури до 80 амбулантски прегледи, од 80 до 100, прегледани амбулантски, хоспитализирано исто така зголемен број на деца, од доенчиња до возрастни со инфлуенца, со компликации од инфлуенца, пневмонии, бронхообструкции, миозити имавме исто компликација од инфлуенца во изминатиот период, така да. Во дневната болница и на одел, вкупно во изминатиот период имавме хоспитализирани до 40 дечиња, што е доста зголемена бројка за разлика од претходните години, со воспаление на белите дробови, со обструктивен бронхит, неколку дечиња повозрастни имавме со миозити, тука ги истретиравме. Во однос на хоспитализирани деца малку е намалена бројката, а во однос на амбулантските прегледи не. Се уште доаѓаат. Дури имаше инфлуенца, не само со респираторни симптоми, имавме дечиња и со ентерален инфект, што исто го сваќаме како дел од грип. Инфлуенца А преовладуваше на сите брисеви на аври што ги земавме. По некои детенци имавме со инфлуенца Б и плюс како суперинфекции, стрептококус пневмонија и хемофилус инфлуенца. Това се од резултатите што ги имавме. И со рентгенолошки потврдени воспаленија на белите дробови. Доминира, и од предучилишно до училишно, немавме сега некоја така да преовладува повеќе од некоја возрастна група. Помалку имавме доенчиња со РСВ, тие беа потешки бронхиолити, али помалку на број него од минатите зимски периоди од претходните години. Оваа година инфлуенцата предоминираше. Одмори, пиење повеќе течности, но и избегнување близок контакт со заболени лица се дел од препораките на лекарите за заштита од вирусите и инфекциите кои што преовладуваат во зимскиот период. Да не се собираат толку во колективи, да се здрава исхрана, зголемен нес на течности, доволно количество на сон, физичка активност и тоа е. Во однос на тие што имаат дечиња заболени со грип или симптоми на настинка, да не посетуваат, да не ги носат на училиште или во детските граѓи, да се изолираат на 2-3 дена и после да може да си продолжат со нормалната активност. Друго што би, поголеми дечиња кои што се со температура, ден-два, да почекат родителите, да не одма да се трча на лекар, дали матичен. Ако пие детето, нормално внесува течности, се намалува таа температура со блокмак, со парацетамол, да не брзат веднаш по амбулантите за да не се ствараат додатни гужви, затоа што обично ги фаќа паник за помало дете, бебе дете што потешко дише, што има промени во дишење, кашлица, да се консултира лекара. Вака за некои симптоми само со температура од 1 час, од 1 ден, 2 дена, нема потреба да се консултираат стручни лица.